Цивил медија. Граѓанскиот сектор во Македонија во последните 20 години покажа една изворедна жилавост, издржливост и развој, кој што би рекол кога ќе се компарира дури и со соседството и со балканските земји, е на едно, би рекол, повисоко ниво. Особено во последните 10 години, за време на претходната власт, граѓанскиот сектор кој што е во Македонија оригинарен, значи тој навистина се дигна самиот, без да биде некчија иницијатива, да, финансиран од странци, од USAID, од швајцарци, од Сорос и така натаму, меѓутоа покажа една необична издржливост да се зафати со решавање на проблемите и да издржи притисоци кои што во не така одамна беа и многу агресивни. А таа работа не е завршена. Граѓанскиот сектор, активностите во демократијата никогаш и не завршуваат. Ние гледаме што се случува дури и денеска и ние гледаме дека потребата да на политичарите им се стави јасно до знаење дека повеќе не може да водат државата игнорирајќи ги граѓанските иницијативи, кај нас се дојдена до ниво кога тоа навистина се случува. Дури ни еден премиер не може да си дозволи да тргне во некаква иницијатива без при тоа или да биде казнет ако не го сослуша претходно граѓанскиот сектор или во консултации и тесна соработка да произведува такви решенија. Гледате, денешните загушувања на демократијата, каде што обстојува, постои, каде што практично функционира граѓанскиот сектор, се загушување во свилени ракавици. Денеска тоа се одвива со дискредитации, се одвива со елиминирање на противници, со ширење на говори на омраза и така натаму. Тука е граѓанскиот сектор, се што спаѓа во него, па и медиумите, се клучниот дел кој што мора да биде оној јавен баланс, оној разумен глас кој што ќе воспостави вистински контекст, вистински баланс на она што е наплив на една индустрија, на дискредитации, на самата демократија преку дискредитирање и блатење на луѓе, активисти и така натаму. Во таа смисла во последнава минута сакам да го поздравам Цивил, бидејќи во Македонија граѓанскиот сектор покажува експертски височини. Меѓутоа, недоволно се уште има моќ да мобилизира на пониско граѓанско ниво. Затоа е Цивил драгоцена организација, затоа она прочуено граѓанки и граѓани на Џабир, кои што го слушаме во секој обраќање, е практично она каде што во наредните години мора да се развива граѓанскиот сектор. Тој тип на мобилизација на грасрутот, на вистинската мобилизација на луѓето кои треба да учествуваат во демократијата. Не постои системот, системот постои за луѓето, не обратно. Тоа е она што мислам дека Цивил го одвојува со сите напори што ги прави во последните 20 години, да мобилизира на едно пошироко ниво, да шири свеста за тоа дека системот тука да произведува услуги за луѓето, а не обратно. Во таа смисла ви честитам 20 години постоење. Многу ми е драго што Пендаровски нашол време да заедно го одбележиме овој настан, бидејќи јас мислам дека пред Цивил и пред таквите организации како Цивил, кои што знаете како ние имаме експерти за европски ширења, за бриселски разговори и така натаму, се е тоа во ред, меѓутоа нам ни недостасува овој капацитет кој што мислам дека Цивил и некои други организации, не е само Цивил се разбира, се обидуваат да го расшират, да го мобилизираат во граѓанството. Бидејќи демократијата, погледнете, прашањата на демократијата никогаш не се затворени. Кога во најелаборираните демократски земји, како Соединетите Американски држави, како Британија и така натаму, сега, денеска се разговара за концепти на правда, на популизам, на насилство, на говори на омраза и така натаму, тоа покажува дека ниеден проблем не е за секој затворен. Секој сабајга истата борба. Добро утро, да видиме денеска што е борбата за денеска. И вчера сме разговарали, и утре ќе разговараме, секој ден тоа. Ви честитам и се најубаво. Цивил медија.